Почитувани гледачи, ја следите емисијата Одговори на тешки прашања. Што е тројството? Дали христијаните веруваат во три Бога? Едно од тешките вистини на Библијата за прифаќање вистината за тројството. Иако христијаните велат и веруваат дека веруваат во еден Бог, тие постојно се обвинуваат за политизам. Тоа е верување во повеќе богови од еден Бог, најмалку три. Иако и другите нехристијански религии познаваат некој вид божествено тројство, само христијанството верува во еден Бог, како единствен, вистински и жив Бог. Може да читате во 5 книга Мојсеева, 6 глава, 4 стих. Таму пишува дека таму постои спој на три посебни вечни божествени личности: Отецот, Синот и Светиот Дух. Божествените личности на ова триединствено божество се бесмртни, seможни и сезнајни. Божеството е бесконечно и не може да се свати со човечкиот разум, но сепак познато им е на луѓето во онаа мера во која самиот Бог решил да им се открие. Личностите на тројството се откриле во делата на своите раце во природата, во својата пишана реч, значи во Библијата, во Светото писмо, и преку појавувањето или раѓањето на речта на Исус Христос. Писмото учи дека постои еден Бог, како три посебни личности, како тројство. Библијата не учи дека постојат три богови, ниту не учи дека Бог носи три различни маски или три различни глави, како некои тоа го нацртуваат, еден труп, значи едно тело со три глави, како што некои тоа го прават во човечката историја. Библиското учење за доктрината за Тројцата се следниве: еден Бог се манифестира во три лица: Отецот, Синот и Светиот Дух. Сите три лица се еден Бог. Иако понекогаш може би тешко е тоа да го разбереме, но тоа е библиската вистина. Тоа е единственото нешто што Библијата може да му го обезбеди на нашиот ограничен ум или на човечкиот ум, толкувајќи огромната тајна на неограничениот Бог, на Божето битие. Прво, да кажеме нешто за Бог Отецот. На почетокот дозволете ми, почитувани гледачи, да цитирам неколку библиски текстови. Сепак ние имаме само еден Бог, Отец, од кого се е, и ние сме во Него, и еден Господ Исус Христос, преку кого е се и ние сме преку Него. 1 Коринќаните, 8 глава, 6 стих. Еден е Бог и Отец на сите, кој над се и преку сите и во сите нас. Ефесијаните, 4 глава, 6 стих. Почуј Израиле, Господ нашиот Бог е единствен Господ. 5 книга Мојсеева, 6 глава, 4 стих. Зашто еден е Бог и еден е посредник помеѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. 2 Тимотеја, 2 глава, 5 стих. Вака вели Господ, царот на Израелот и неговиот избавител, Господ Саваот: јас сум првиот, јас сум и последниот, освен мене нема Бог. Исаја 4 глава, 6 стих. Меѓутоа, почитувани пријатели, иако Бог е еден, тој по својата суштина и природа е присутен и во три лица. Еве што запишал Мојсей во неговата прва книга, 1 глава, 26 стих. Потоа рече Бог: да создадеме човек според нашиот образ и подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над рибите морски и над птиците небески и над ѕверовите, над целата земја и над сите гадинки што се движат по земјата. Додека во 3 глава, во истата книга, Мојсей во 22 стих запишал: и рече Господ Бог: ете, Адам стана како еден од нас, знаејќи што е добро и што е зло, но сега да не ја испружи раката своја и да земе од дрвото на животот и да вкуси, па да заживее вечно. Овде се навестува, почитувани, Божјата множина на природа. Во овој случај тој не зборува за ангели, бидејќи ангелите не можеле да
не можеле да му помогнат на Бога во создавањето на човекот. Библијата не учи дека Исус Христос, а не ангелите, создал се што постои. Тоа може да го проверите во Евангелието според Јована 1 глава 3 стих, Колошаните 1 глава 15 стих и Евреите 1 глава 2 стих. Кога Библијата вели дека Бог е еден, алудирајќи на Божјата плуралност, таа е многу специфична во именувањето на Бог во три лица. Има личност која во Библијата се нарекува Татко и се истакнува како Бог Отецот. Тоа го запишал апостол Павле во Галатјаните 1 глава 1 стих. Број 2. Бог Син. Апостол Павле запишал: оти во него телесно живее сета полнота на Божеството. Колосјаните 2 глава 9 стих. Да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог, Спасител нашиот Исус Христос. Послание до Тит, 2 глава 13 стих. Библијата овде зборува, почитувани, за личноста на Исус Христос или Синот, Словото, кој со така е Бог. Во почетокот беше Словото, вели апостол Павле, односно апостол Јован во 1 глава 1 стих. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Исус исто така го нарекол својот татко Бог, со што се изедначил со Бога. Јован 5 глава 18 стих. Зато јудејците уште повеќе сакаа да го убијат, оти не само што ја нарушуваше саботата, туку и Бога го наречуваше свој Отец, правејќи се еднаков со Бога. Библијата спомнува и трето лице наречено Свети Дух, а таа личност, различна од Отецот и Синот, се нарекува Бог. Бог, Светиот Дух. Но Петар рече: Ананија, зошто го исполни сатаната срцето твое, да го излажеш Светиот Дух и да затаиш дел од земните пари, од земените пари за нивата, додека не беше ли твоја и откако ја продаде, не беа ли парите во твоја власт? Зошто вложи во срцето твое таква работа? Ти не излага луѓе, туку Бога. Дела 5 глава 3 и 4 стих. А нам пак ни го откри тоа Бог преку својот Дух, зашто Духот испитува се, па дури и длабината Божја. Бидејќи кој човек знае се, што има во човекот, освен човечкиот дух, кој живее во него. Па така и Божјото не го знае никој освен Божјиот дух. 1 Коринќаните 2 глава 10 и 11 стих. Трите личности, почитувани, на Божеството се опишани во Библијата како личности кои меѓусебно одржуваат вообичаени односи. Тие зборуваат една за друга, употребуваат лични заменки. Овде имам сега многу текстови, што може да ги проверите во вашите Библии. Тие меѓусебно се сакат и почитуваат, вели Јован 3 глава 35 стих. Отецот го праќа Синот, Матеј 10:40. Синот се моли на Отецот, Јован 17:18. Отецот и Синот го праќаат Светиот Дух како свој представник, Јован 14 глава 26 стих и така натаму. Личностите на тројството се толку посебни што можат да се обраќаат една на друга, да се сакаат една со друга и да делуваат хармонично во договор. Секој од нив, почитувани гледачи, има посебна мисија што ја извршува дури тогаш кога заеднички работат на такви дела како што се, например, создавањето и откупувањето. Библијата или библиските изјави дека Бог е љубов важи на ист начин за сите три личности на Божеството. Бог е љубов, а љубовта е релација, а за релација се потребни најмалку двајца. Всушност, за Бог да биде љубов од вечноста, морало да постои повеќе од една божествена личност. Кога Бог од вечноста би бил само една личност, тогаш неговата љубов би била ограничена на љубовта кон самиот себе. Иако ниеден библиски текст не го спомнува учењето за тројството, тоа се подразбира како факт и библиските писатели го спомнуваат неколку пати.
Тоа се подразбира дури од самиот почеток на Библијата, кога Бог и Божиот Дух се опишани при создавањето. Новиот Завет не известува дека самиот Исус Христос учествувал во создавањето, дека всушност бил Творец. Може да погледнете во Евангелието според Јован, 1 глава, 3 стих, Колосјаните 1 глава, 16 и 17 стих и така натаму. Според Евангелието на Матеј, 28 глава, 19 стих, овде се заповеда дека крштевањето треба да се обавува во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Со тоа научењето за тројството му се дава толкав нагласак што исто се прогласува за темелна вистина на нашата вера. При Христовото крштевање, почитувани гледачи, и постоењето на триединствениот Бог или Божество било поврзано со истовремено кога се појавиле сите три божествени личности. Според Матеј 3 глава, 16 и 17 стих, овде е опишан Бог Синот, Исус Христос, при крштевањето е опишан и Божиот Дух, кога се појавил во вид на гулаб што се спуштил врз Исуса. Истовремено, во таа прилика се слуша и глас од небото, гласот на Бог Отецот, кој објавил: "Ова е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја." Евангелието според Лука, 1 глава, 35 стих, ги вклучува сите три божествени личности во објавување на веста дека небото ја избрало Марија да биде мајка на Месија. Требало Светиот Дух да се спушти врз неа и да ја засени силата на највисокиот, за да го роди Божиот син. Исус ја признал посебноста на секоја божествена личност кога рекол, читам во Јован 15 глава 26 стих: "А кога ќе дојде утешителот, кого што ќе ви го испратам јас од Отецот, Духот на вистината, кој излегува од Отецот, он ќе сведочи за мене." Ово учење, драги гледачи, го потврдува така наречениот Павлов апостолски благослов. Во молитвата упатена на Христа за милост на Отецот и за љубов на Светиот Дух за заедница, апостолот ги спомнува сите три божествени личности. 2 Коринтјаните 13 глава 13 стих: "Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога", и обратете сега внимание, "и Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат со сите вас. Амин." Фактите што ги учи Библијата се следниве. Има само еден Бог. Тој еден Бог има множина на природа и се нарекува Отец, Син и Свети Дух. Секој од нив има своја личност, но тие се Бог. Доаѓаме до заклучок дека Отецот, Синот и Светиот Дух се еден Бог, кој ја представува доктрината за тројството. Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание. Се гледаме во наредната емисија со ново прашање. Пријатно!